Победа или смрт. Глава 22. Кога стасаа блиско до непријателот, македонските војници за момент застанаа да здивнат. Пред очите им се покаша страшна слика. Огромната рамница беше ја прекрила Дариевата војска, цело море од човечки и коњски глави. Борбените редови на крилата и во центарот се гледаа како на дланка и бескрајно широки се простираа во недоглед. Тогаш на секој македонски војник му беше јасно во каква состојба се наоѓа. На чело на фалангата беше Александар. Јавајќи го на Букефал, тој ги издаваше последните наредби кои како бран се пренесуваа од војник на војник. Генералите, вишите и нижите заповедници на одреди, стоејќи секој на своето место, чекаа знак за почеток на борбата. Персијанците, кои очекувајќи го непријателот 3 дена порано, се беа построиле во борбени редови, беа изморени, нервозни и нерасположени. Најпосле, кога ја догледаа пред себе непријателската фаланга, ги фати немирни страв. Тогаш меѓу македонските војници од уста на уста се пренесуваа последните наредби на кралот. Победа или смрт. И фалангата тргна. Александар, предводејќи го центарот на македонската војска, веднаш виде дека оди право кон персискиот центар, каде што беше Дарија. Предпазливиот македонец веднаш го промени правецот на движење и удри малку десно за да ја избегне рамнината, згодна за борните коли. Одејќи вкосо кон малите ритчиња, го натера и Дарија својот борбен ред да го помести влево. Скитските коњаници први нагрнаа на Александровото лево крило. Но борбата не потреа долго. Поењаните прекалени војници ги дочекаа варварите, се втурнаа во нивниот воен ред и задавајќи точни и брзи удари, но гумиња соборија од коњите, а другите ги натераа на бегство. Дарија, плашејќи се Александар да не ја повлече целата борба на нерамно земјиште, нареди борните коли да останат и да ја разбират македонската фаланга. Кочијашите, цврсти како излеани од бронза, стоја во колите на кои одстрана беа зацврстени големи српови. Секој околу лакот на левата рака беше ги навиткал дизгините и држеше на узите по 4 впрегнати коњи. Во десната рака кочијашите носеа долг камшик. Во секоја кола стоеше по еден добар стрелец. На зададениот знак се разнесе вика и колите се втурнаа. Но персискиот цар не знаеше колку се безумно храбри Александровите војници. Аргијаните и македонците од гардата кралска придружба, како волци им јурнаа на колите во пресред. Најнапред ги посипаа со копија, потоа на изненадување на двете војски, почнаа да јуришаат на колите. Фаќаа за узди коњи во најголема трка, ги бодеа со ножеви и ги колеа, се фаќаа за ражништата, оските и тракалата, скокаа во колите и ги убиваа кочијашите. Еден дел од колите удри во фалангата, но македонците навреме се растргаа и речи се без штета ги пропуштија да протрчаат натаму. Колите застанаа во заднината на македонската војска и коњушарите сите ги заробија. Дарија, предводејќи го воениот ред, удри право на Александар. Но македонскиот крал веќе беше му издал наредба на еден заповедник на коњицата да јуриша и како клин да се забие помеѓу персискиот центар и десното крило. Околу Александар беа најхрабрите војници од гардата кралска придружба. Крупни, јаки и бестрашни до лудило, страшни борци во групни и поединични судри. Предводени од кралот, полни со самоувереност, тие се втурнаа право на Дариевиот боен ред. Борбата што се водеше тука се претвори во хаос. Мечевите на македонските војници блескаа кон сонцето и со секавична брзина паѓаа по оклопите и шлемовите. Тесалските и тракиските коњаници, вешти борци со копје, се стопуваа по персискиот боен ред, го разбиваа и го распарчуваа. Персиските војници, погаѓани од копје и джилити, врескајќи со нечовечки гласови, паѓаа од коњите. Македонските редови, цврсти како ѕид, ги потиснуваа персијанците. Царот Дарија, гледајќи ги сите стравоти околу себе, ја изгуби самоувереноста и почна да се повлекува. Неговите војници некое време отстапуваа борејќи се и најпосле ги свртеа плеките и се дадоа во бегство. Стоејќи на висока кола, царот Дарија оддалеку се гледаше. Александар и неговата придружба, соборувајќи коњи и коњаници, се приближуваа на тоа место. Нивниот налет беше страшен. Персиските коњаници, збиени во група, не можејќи да се дофатат до чистина, паѓаа од коњите, се превратуваа преку лешеви, се повеќе затрупувајќи го преминот.
Кога македонците стасаа до царската кола, се судрија со наодбраните персиски војници. Сите решени да умрат, бранејќи го царот, се бореа како луди. И наскоро нивните лешеви попаѓаа еден преку друг, сосема затварајќи го преминот. Кога македонците му го исекоа кочијашот, Дарија ги грабна дизгините и се обиде да ја сврти и истера колата. Купиштата лешеви наполно го затворија преминот. Откако виде дека и двата коња во запрега му се убиени, царот излезе од колата и опкружен од персиски војници се фрли на еден коњ што му го доведоа и потена во поројот од бегалци кои како поплава трчаа кон исток. Македонските војници, откако ги видоа плеките на непријателот крвави, со беснило во очите трчаа преку човечките лешеви и убиените коњи, убивајќи ги бегалците со копии и мечеви, така што раците им премалеа од удари. Александар се даде по Дарија. Не испуштајќи ја од погледот од неговата витка и висока фигура, се пробиваше низ бегалците, престасувајќи ги некои и оставајќи ги зад себе. Меѓутоа, Пармениовиот гласник одва и успеа да го стаса и да му предаде писмо од генералот. Пермениум молеше кралот веднаш да му дојде на помош, зашто персиското десно крило ги потиснува македонците. Александар веднаш се откажа од бракањето, сите негови војници ги свртеа коњите и му притрчаа на Перменион на помош. Но пред да стасаат, персијанците на десното крило, откога слушнаа дека Дарија бега, ја напуштија борбата и ги свртеа плеките. Тогаш настана мешаница, општа врева, пиштење на коњите, овкање и повици за помош на луѓето. Во облаците од прав, развиорени од стихијата, опфатена од страв, бегаше персиската војска. Коњите и војниците паѓаа преку лешевите, други налетуваа на нив, ги прескока и се тркалаа меѓу нив. И газени и истоштени, остануваа преку нив други да паѓаат. Сите бегаа, трчаа, газеа еден друг и вратоглавечки летаа преку рамнината во недоглед. Македонските војници ги бркаа, ги тепаа и удираа бегалници до мракот. Пред битката Александар постави двоен боен ред. И додека првите ги бркаа бегалците, другите ги опколија тие што продреа во десното македонско крило и навалија на комората. Стегајќи го обрачот, ги степаа сите Дариеви војници. На трето место коњаниците Парти и Инди Бектрани, борејќи се фронтално против македонците, подолго одолуваа на нападите. Кен, Хефестион и Менида, сите тројца ранети, губејќи сила и самоувереност, полека се повлекуваа. Нивните војници, сите на коњи, не губејќи го присуството на духот, борејќи се стапка по стапка отстапуваа. Меѓутоа, меѓаните, персиците и скитите, разбиени на левото крило, го нападнаа со сета жестина од страна Бектрана. Овие помешани со партите и индите, туркани, газени и потеснувани, ги расипаа своите редови и зафатени од стихијата се дадоа во безобзирно бегство. Македонците, откако го видоа непријателот како бега, ги напуштија своите ранити офицери и сите како еден ги извадеа мечевите и почнаа да сечат се наред. Меѓутоа, мракој нив ги задржа. Испрскани со крв, бледи и опаднати од замор, македонците на знакот на трубата се враќаа преку боиштето. Нивните коњи не одеа полека, заобиколувајќи купишта, лешеви од коњи и луѓе. Ноќта Александар нареди да се тргне. Целата македонска војска премина преку реката Лика и се залогори. Уморените војници попаднаа по земјата да одморат. На полноќ на Александар нареди да се тргне и целата војска кини се да оди по Дарија. Во зората, кога стасаа во Арбела, Александар дозна дека персискиот цар побегнал, оставајќи го во градот целото свое богатство. Во борбата кај Галгамела паднаа околу 50.000 персиски војници, 500 македонци и 1000 коњаници. Меѓутоа, многумина во маки изумреа наредните денови. Дарија бегаше кон Медија со цел во Екбатина да собере нова војска. Опколен со бактријанската коњаница и роднините, царот бегаше на таа страна зашто сметаше дека Александар нема да го прогонува по тој пат, бидејќи тој крај е тешко проводен, полн со клисори. И навистина, Александар удри кон Вавилон, зашто сметаше дека персискиот цар бега во тој правец и одејќи по рамни и добро уредени патишта ја доведе својата војска, развиена во боен ред, пред Вавилон. Бидејќи граѓаните и свештениците го дочекаа пред градот, понесно и со дарови, кралот постапи благо со нив. Штом влезе во градот, веднаш му принесе жртва на богот Бел и им нареди на вавилонците да го обноват храмот посветен на тој бог. Потоа, за нов сатрап го постави Мазеј од Амфипол.
Веднаш потоа кралот испрати една војска под водството на Филоксе да го нападне и заземе Суза. Но и тој град се предаде без борба. Македонската војска тука зараби преку 50.000 сребрени таланти, поголемо количество оружје, носи и откапоцени каенини и прехранбени продукти. Откако им принесе жртва на боговите, Александар организира гимнастички надпревари. Тогаш се истакна Проклекс, атлетот од Теба. Макар што веќе човек во години, тебанецот со општо воодушевување истреска или собори на земја 8 противници. 2 елени од Арголида, 3 македонци и 3 персијанци. Проклес по борбата кај се најде во Дамаск, каде што дојде со другите елински пратеници да преговара со царот Дарија. Кога македонците победија, овие пратеници, наоѓајќи се во незгода, му паднаа во раците на Перменион. Тој му ги испрати на Александар, а кралот ги пушти на слобода Тесалика и Проклеса, зашто по разорнувањето на Теба кон преживеаните граѓани чувствуваше наклоност. Атлетот се најде со лекарот Филтон во Киклија, му падна на преградка и заплака од возбуда. Од тогаш двајцата пријатели не се разделуваа. Со нив беа Калес и Пинтија. Во битката кај Галгамела учествуваа сите освен Филтон. Нему кралот му забрани да земе оружје, шлем и оклоп. Ти си лекар, а не војник, рече Александар. Ако загинеш, друг таков лекар не можеме да најдеме. Поради тоа, Филтон за време на борбата остана кај комората. Но кога персиските коњаници продреа до тоа место, лекарот грабна меч, стави шлем на главата, се фрли на коњ и се смеша во борбата. Проклес, Калес и Пинтија се тепаа заедно со Пермениона. Во оваа битка атлетот од Теба му го спаси животот на кратера, кога бектраните беше го опколили и раниле на 4 места. Проклес, борејќи се со борбена секира со 2 сечила, ги разби и ги натера на бегство цел ред варвари. Од неговите удари паѓаа и коњи и луѓе како удрени од гром. По битката, атлетот, алчен за пари, прими од кратера 40 златници, од Пермениона 2 таланта од сребро, а од Александар скапоцен меч и 4 грстови златици. Од сето тоа, Проклес на Калеса и Пинтија им даде по 1 златник. Својата дарежливост атлетот ја проследи со поучни зборови. Парите треба да се штедат, зашто секогаш може да ви потребаат. Човекот никогаш не е сигурен кога ќе падне во невола или во белја. Ако тоа се зборовите на мојот дедо, кој веројатно ќе стане архонт или стратег, толку е паметен. Тој досега би се истакнал само да не го болат нозите во колениците. Наведнувајќи му се на увото на Пинтија, тој додаде: колениците го болат затоа што со нозите го тепат својот татко. Значи чувајте ги парите што ви ги дадов, ќе ви потребаат. Калес и Пинтија, нерасположени, едно време ги вртеа секој својот златник на дланката. Потоа ги врзаа во крпчиња и ги ставија во пазувите. Во Суза, бидејќи победи осумина противници, Александар одушевено со своите раце му стави на главата на Проклеса сребрен венец и му подари конј со опрема. Подобар си од кралот Филип, рече атлетот, кокорејќи ги своите волски очи. Се боре во неговиот двор на гозбата онаа ноќ кога се роди ти. Кралот очигледно се заинтересира и почне внимателно да го слуша. По победата, наместо награда, ме фрли в затвор. Атлетот забележа дека Филтон му дава знак да молчи и прекрати. Што стана понатаму? Праша кралот. Ништо, одговори Проклес гледајќи во лекалот. Лекару Филтоне, викна Пердика, ти не си Филип од Акарнанија. Како Филип, доде Перменион, тој е лекарот што присуствуваше на породувањето на кралицата Олимпијада. Од тогаш тој и овој тебанец станаа неразвени пријатели. Како се бореше на таа гозба? Праша кралот. Проклес затрепка со очите, избунет поради Филтоновиот поглед што го просече, протепка. Беше Панкратија. Кралот Филип сакаше Панкратија. Прекрасно, се овоодушеви кралот. Колку противници победи? 10. 10? 10, одмерено рече атлетот. 11-тиот беше Даах од Тесалија. Нему му ги скршив коските. Кралот, смејќи се, го чукна атлетот по рамо и рече: Јак си како Ајакс. Откако фрли поглед кон на присутните додаде: Гледајте, Ајакс и Ахил стојат еден покрај друг. Знаеш ли кој е Ахил? Му се обрна на тебанецот. Како да не знам, рече, тој е син на Пелеја и Тетида. Меѓу офицерите одекна еден зајаглив глас што се претвори во смеа. Величествено прашање и уште подостоинствен одговор.
Кралот се намршти и фрлајки поглед во правецот на гласот го догледа лицето на Филота оклештено. Перменион пребледе. Стариот генерал ги изгуби двата сина во оваа војна. Само Филота остана. Тресејќи се од возбуда, Парменион му се обрна на кралот. Не забележувај му на мојот син, рече. Тој те сака, заедно сте израснале. Да, одговори кралот смртувајќи се. Знам дека ме сака, но на собствен пакосен начин. Клит, синот на Дропит, фаќајќи го Филота за мишки, му шепна: претеруваш, другар, кралот еден ден ќе те убие. Тој е убеден дека е бесмртен и опасно е да се шегуваш во тој правец. Чувај ја својата глава, Дропидов, злобно му врати Филота, а за мојата не грижи се. Доброто расположение на кралот се замени со гнев. Од Вавилон Александар тргна за Персија. Персијанците, кога слушнаа дека Дарија со бегање се спасил, почнаа по шумовитите планини да поставуваат заседи и отежнувајќи му го патот на Александар, многу македонци истепаа. Но еден ликиец ги помина тесалците по заобиколен пат и тие и дојдаа за плеки на персиската заседа. Навалувајќи од недадеж, истепаа многумина, а другите побегнаа. Кога македонската војска стаса на границата меѓу Персија и Сусијана и влезе во персиската клисура, се најде пред висок џид што го подигнал сатрапот за да им го спреми патот. Тука Александар го постави логорот и дури утредента го поведе својот боен ред пред џидот. И додека кратер со пешадија навалуваше од таа страна, Александар, предводен со водичи, преде преку Карпи и се спушти во клисурата од другата страна. Ја нападна персиската поседа и страшно ја порази. Потоа, без мака, го зазеде Персопол и заплени богатство во износ од 120.000 таланти во злато и сребро и го запали царскиот двор, наспрати обидите на Перменион да го спречи во тоа. Тогаш Александар дозна дека Дарија се наоѓа во Медија, во градот Екбатана, и веднаш тргна со војската во тој правец. Но персискиот цар имаше намера уште еднаш да се проба со македонците, зашто му дојдаа на помош скитите и кордушаните што ги населуваа градовите на Каспиското езеро. Сепак до борба не дојде. Варварите, откако чуе дека Александар со војската се приближува кон Медија, го напуштија Дарија и во неколку правци тргнаа кон Касписко езеро. Кога стасаа во Екбатан, кралот дозна дека персискиот цар 5 дена порано побегнал кон Парта. Решен по секоја цена да го фати Дарија, Александар толку ги тераше своите војници, што тие паѓаа од замор и многу изостануваа. По 10-дневно гонење, војската стаса во градот Рага. Дарија веќе беше поминал низ Касписката врата и достасал до областа Паркјан. Но пате многу војници го напуштија и други го изоставија и му се предадоа на Александар. Откако изгуби надеж дека ќе го фати царот, Александар остана во Рага 5 дена. Така ја исполни желбата на своите војници кои веќе папсаа. Потоа одбра одред со добри конјици и 6-тиот ден го продолжи бракањето. Помина низ Касписката врата и од другата страна, на земјата на парќаните, го постави логорот. Бидејќи знаеше дека пред него се наоѓа голема пустина, Александар му нареди на Кен да собере што повеќе храна, сметајќи утредента да тргне во трагата на Дарија. Но тогаш дојде во логорот еден вавилонец и соопшти дека бактрискиот сатрап Бес се неколку истекнати војсководачи од соседните земји го заробил Дарија и дека го влече со себе. Кралот го фати Бес. Тој скокна и се фрли на конј, викајќи со цел глас: варварите се осмелуваат да стават рака на еден цар, да се стасаат и сите да се исечат. Откако одбра веднаш 500 коњаници, најсмели борци од гардата кралска придружба, Александар, не очекувајќи го Кена со продуктите, ги дупна коњите и се стрша во пустината. Другите македонски војници, чудејќи се на зборовите на постапките на својот крал, гледаа во врволицата од коњаници кои набргу се изгубија во облаците од прав. Александар трчеше низ пустината со мало одмор цела ноќ и утредента до пладне. На одморот кралот дозна од заостанатите персијанци дека Бес го влече заробениот крал на кола. Бактриските коњаници го прогласија Беса за цар. Ним им се придружија сите војници меѓани, парти, скити и инди. Рече еден персиски офицер и додаде: но велики кралу, не обвинувај ги персијанците, тие не се согласија со Беса. Артабас и неговите синови го напуштија бактарскиот тиранин и во својата војска побегнаа. Тие го напуштија патот и се засолнаа во Парќанските планини. Со каква цел Бес го заробил Дарија, праша Александар.
Тој вели, рече офицерот, дека персискиот цар го почитувал се додека не дошол на земјата на неговата сатрапија, а тогаш го фатил и го води како роб. Александар, смалувајќи го својот одред на 20 луѓе, ја продолжи потерата. Македонските војници, извалкани, зафрлени докрај заморени, поднесувајќи жет и несоница, се влечеа на изнеможените коњи по трагата на сатрапот Бес и неговата придружба. Следниот ден напладне потерата сретна едно село. Тука дозна дека бегалците се оддалечени само на половина ден. По мало одмор, Александар нареди да се продолжи. Со себе понесе само 60 коњаници. Другите, изморени до мртвило, останаа во селото. Варварите бегалци и тие веќе заморени патем изостануваа. Многумина беа го фрлиле оружјето за да можат полесно да одат. Нив Александар ги пристаса, ги растера десно и лево и го продолжи бркањето. Неколку бактрани, јавувајќи на поодморени коњи, истрчаа напред, го стасаа Бес и му рекоа дека Александар лично го брка. Сатрапот, макар што имаше околу 600 коњаници, не се осмели да ги дочека македонците и додека ги тераше своите луѓе да бега, Дарие се спротиви. Ни чекор понатаму, рече, овде ќе го дочекам македонскиот крал и нему ќе му се предадам како на најдостоен. Кој го прашува робот за неговите желби, викна Бес и ги шипна маските впернати во колата. Бегањето продолжи, но сатрапот и неговите помошници, кога ги издогледаа на хоризонтот македонските коњаници, Бесовата придружба, набрзан и барсан, го прободија Дарија со мечевите и го оставија во колата. Кога Александар стаса до тоа место, персискиот цар веќе беше мртов. Александар нареди Дариевото тело да се пренесе во Персипол и со сите почести да се закопа во кралската гробница. Неговите деца ги гледаше и ги учеше, опсивувајќи ги со почести и наклонности. По смртта на Дарија останаа неговите деца, синчето Охос од 6 години и двете ќерки убавици Статера и Дрипетида.